Работници од текстилна фабрика во Кочани кои работеле на празник, односно во неработен ден кога ја зеле платата, забележале дека не биле платени со дополнителни 50% на дневницата за тој ден, како што е предвидено во законот. Хелсинишкиот комитет за човекови права на Македонија, кој веројатно бил информиран за тоа, ја прибрал неопходната документација, по што побарал увид од трудовиот инспекторат, кој го потврдил прекршувањето на законот и наложил санкција. Ова е само една од неколкуте пријави што ги поднел Хелсинишкиот комитет за текстилните фабрики од Кочани и во другите градови во Источна Македонија. Според законот, доколку работодавецот пријави дека ќе работи на празник, како што бил случајот со кочанската конфекција, на крајот месецот исплатата треба да биде според бројот на пријавени и работени празници, аргументираат од Хелсинишкиот комитет. Во конкретниот случај работодавецот пријавил дека компанијата ќе работи на празник. 63 работници се пријавиле на работното место, но на крај добиле редовна дневница без празничниот додаток. Со ова компанијата го прекршила законот за работни односи и општиот колективен договор. Во отсуство на синдикалното организирање по текстилните компании, ова е ретка позитивно решена иницијатива, која според Хелсинишки комитет нема да биде единствена. Организацијата најавува интензивна работа со прекршување на законот и на правата на работниците во текстилните компании широм земјата. Од друга страна се поставува прашањето: каде е тука синдикатот кој функционира во јавни институции како училишта, судови, полиција и слично, ако нема таму каде најмногу се кршат работничките и човековите права?